Почитувани гледачи, со најновите информации што го одбележаа денешниот ден во Полошко, започнуваме веднаш. Во светот денес се одбележува Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Дневниот центар за деца со посебни потреби во Тетово по тој повод организираше прослава за децата згрижени во центарот. Со пригодна прослава, Дневниот центар за деца со посебни потреби во Тетово денес го одбележа Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. По тој повод беа доделени благодарници на институции, здруженија, фирми и поединци, кои несебично го помагаат работењето на Дневниот центар за деца со посебни потреби во Тетово. Центарот во моментов згрижува околу 22 дечиња со умерени и потешки пречки во развојот. По повод 3 декември, светскиот ден на лица со посебни потреби, денеска во Дневниот центар Тетово е организирана прослава, каде освен родителите на децата присуствуваат и представници од јавни институции, невладини организации, како и донатори кои во текот на годината со своји средства ни овозможија да го смениме ликот на Дневниот центар, а исто така да обавуваме и разни дејности надвор од план и програмата, како што са екскурзии, посети на работни посети по други дневни центри и така. Во годинава имаме нови 3 деца од општина Желино, кои патни трошкови ги сносува општината. Годинава имаме регистрирано 22 деца, од кои редовни са 15 деца, имајќи предвид нивната здравствена состојба, секој ден не може да бидат присутни во Дневниот центар. Меѓународниот ден на лицата со попреченост се одбележува од 1992 година, кога Генералното собрание на Обединетите нации усвои резолуција за одбележување на овој ден, со цел подигање на свеста и мобилизација за поддршка за вклучување на децата со попреченост во општеството и развојните програми. Според Светската организација, повеќе од 1 милиарда луѓе или околу 15% од населението во светот имаат некој вид на попреченост. Помеѓу 110 милиони и 190 милиони возрастни имаат значителни потешкоти во функционирањето. Обединетите нации, како и различните здруженија на лица со попреченост се залагаат за пристапност во областите на транспорт, вработување и образование, како и социјална и политичка партиципација. Правото да учествуваат во јавниот живот е од суштинско значење за демократијата, активното граѓанство и намалувањето на нееднаквостите во општеството. Дискутантите на денес одржаната трибина Здрава животна средина основно човеково право побараа екологијата да биде ставена во поприоритетните агенди на властите. Тие сметаат дека општина Тетово недоволно ги спроведува мерките за намалување на аерозагадувањето. Мерките за намалување на аерозагадувањето кои здруженијата и граѓаните ги поднесоа минатата година до општина Тетово речиси не се спроведуваат. Ова го констатираа денешните учесници на трибината Здрава животна средина, основно човеково право. Од Еко Герила вела дека предложиле 9 мерки, но локалната власт спроведува само неколку, но и тие не се реализираат целосно. Баравме да купуваат свипери, значи за чистење на улици, сигурно депонијата да се преместува или да се стави некоја контрола, да се изгради некој инсинератор или било што, значи што ќе го реши тој проблем. Некој, значи, кол центарот работи, екорапортот работи во страницата на општината Тетово, значи, иако немаше некоја промоција од страна на општината, веруваме дека требаше да се рекламира тоа повеќе за граѓаните да знаат. Секако автобуси немаме, депонијата тука не е и гори, често пати. Сте виделе и снимки и слики и верувам сте добиле и од граѓани такви жалби. Од општината одговорија дека работат на значајни проекти кои придонесуваат за намалување на емисиите на штетни материи во воздухот. Сообраќајот велат се регулира. Започна да функционира зонското паркирање, а се работи на воведување на јавен превоз во градот. Со засилен инспекцијски надзор се врши постојана контрола врз фирмите, од кои се бара да работат согласно еколошките стандарди. Имаме исконтролирано преку 100 фирми што треба да поседуваат елаборати за животна средина. Сите фирми, 5-6 се мислам на број, што треба да поседуваат еколошка дозвола, сите автомеханичарски работилници и контрола на издувните газови.
Така да исто така контролираме и градежните фирми кои што вршат градежни активности, да имаат чисти гуми, да имаат соцеради, значи верувајте 24 часа сме активни и максимум што е во нашата надлежност спроведуваме. Учесниците на трибината побараа властите да ја стават екологијата во поприоритетните агенди, еколошката свеска и граѓаните, да се подига преку организирање на дебати и трибини, директно поддржани од институциите. Во Центарот за развој и унапредување на јавниот живот во Тетово денес се одржа јавна трибина насловена како имали потреба општина Тетово и Полошкиот регион од институционален и одржливи локални превентивни политики за превенција од дроги и сида. Имали потреба општина Тетово и Полошкиот регион од институционални, одржливи и локални превентивни политики за превенција од дроги и сида. Ова беше насловот на јавната трибина која денес се организираше Центарот за развој и унапредување на јавниот живот во Тетово. Денешниот состанок представува продолжување на активностите во однос на изготвувањето на локалната стратегија и акциониот план кој ќе се однесува за период 2017-2020 година. До сега се одржани 3 состаноци. Во моментот се разгледува моменталната стратегија и да ги утврдиме сите оние недостатоци и предности кои што може да се искористат во следниот период, како и да ги вклучиме се поголемиот број на оние институции кои што во изминатиот период не беа баш доста активни во самото спроведување на стратегијата, како и во незиното изготвување. Оваа стратегија треба да представува, значи, меѓусекторски одговор на сите оние активности кои што би требало ние да ги спроведуваме во следниот период, особено по заминувањето на глобалниот фонд, кој што е генерален покровител, тоест донатор на сите овие активности кои што ги спроведуваме во изминатиот период и теком. Акциониот план, значи, содржи дузина на активности кои што ги преземаат, значи, како што да речем, на пример, Центарот за јавно здравје во однос на нивните едукации и тестирањата кои што ги имаат во однос на ХИВ-СИДА, потоа метадонскиот центар кој што ги нуди сите оние своји услуги за клиентите, тоест за корисниците на дроги, нашето здружение кој што ги спроведува програмите за намалување на штети, тоа е програмата за лицата кои што инжектираат дроги и сексуалните работнички, потоа клиничката болница околу тестирањето, утврдувањето на хепатитот или пак туберкулозата и сите оние други активности кои што сметаме дека во изминатиот период не биле доволно активирани, тоест вклучени, особено на едукацијата, информирањето на населението воопшто за постојањето на ХИВ-СИДА во Полошкиот регион. Во Центарот за развој и унапредување на јавниот живот се врши бесплатно доброволно советување и тестирање за ХИВ-СИДА и хепатит Б и С. Како корисници на услуги кои ги нуди Центарот се евидентирани 351 корисник на дрога и 84 сексуални работнички. Тетово трансформација е најновиот проект на Центарот за балканска соработка Лоја во Тетово. Во текот на овој месец ќе се реализираат повеќе активности кои имаат за цел преку различни уметнички техники да се промовираат проблемите и да се придонесе за нивно решавање. Преку различни уметнички техники од Центарот за балканска соработка Лоја во Тетово ќе се презентираат проблемите од јавен карактер, се со цел нивно што поскоро решавање. Графити, сликање, поезија се само дел од проектите кои Лоја ќе ги организира во декември или како што го нарекуваат месец за трансформација. Прв пат ќе се обидеме преку уметнички техники да адресираме проблеми од јавен карактер во градот, проблеми, значи не само од урбан аспект, тоа што се гледа, туку и од концептуален аспект, тоа што влијае во тоа што се гледа, но е во таа друга димензија. Ние, како што ви кажав, ќе користиме уметнички алатки. Во текот на овој месец ќе имате прилично секоја недела по 2 до 3 настани, каде ќе се случуваат во јавен простор. Нормално нема да може да избегнеме и нашето секојдневие, која што е воздухот и екологијата во градот. Ние тука се обидуваме да нудиме платформа за интеракција и со други култури, со други уметнички трендови низ светот и други креативни решења за таквите проблеми. Во активностите за одбележување на месецот за трансформација вклучени се и волонтерка и уметник од Германија. Yes, I'm German and I decided to
Решив да дојдем тука во Тетово за да волонтирам, зашто сакав да направам нешто различно, да се променат работите. Позитивно сум изненадена од мотивираните млади луѓе тука. Ние се обидуваме да ги подобриме проблемите со кои Тетово се соочува, преку уметноста, како например проекти со сликање, уметнички проекти, проекти кои ќе го изразат проблемот со аерозагадувањето, да направиме промена, тоа ни е целта. I'm Dirk Baumans, artist from Frankfurt. Јас сум уметник од Франкфурт. Сум соработувал со многу институции во Германија, сум престојувал и во Босна и Херцеговина и тука соработувам со лоја. Работам на разубавување на интериерот на објектот, цртам на зидот кај влезот и тоа предизвикува интерес кај луѓето. Преку нашите активности се обидуваме да придонесеме за подобрување на животот во градот, сметаат од лоја. Сметам дека сме една, ајде да речем, општествено одговорна организација која се труди некако да придонесе за подобрување на јавниот живот и животот на граѓаните овде. Дел од овие проекти се по иницијатива на локалните волонтери кои се соочуваат со проблеми. Дел од нив се од друга страна пак кои преку уметнички техники адресираат други проблеми од кои сите ние секојдневно ги живееме. Лоја цело време нуди можности и инструменти со кои ние располагаме на локалните уметници, на локалното население кои сакаат, кои имаат идеја некако да се искажат. Еве, например, салава во која сега ја држиме пресконференцијата е отворена за соработка, за изложби, такви културни настани. Од локалниве уметници или било кој што е заинтересиран за уметност може да дојде во Лоја и заедно со Дирк, уметникот кој што еден месец престојува овдека, заедно да работаат на проектот на оживување на овој простор овде. Така да нека биде ова еден отворен повик кон сите, без разлика на уметноста со која се бава, дали е тоа графичка уметност, ликовна уметност, можеби некои од другите уметности, кои не се визуелни, може да повелат и во еден разговор да разменат идеи и евентуално да се вклучат, ако сакаат, во работата на Дирк. Од прилика, моментално во Лоја имаме многу локални волонтери. Активни, да речем, има околу 20-25, па има некои кои од време на време се вклучат и допринесуваат во нашите активности. Исто така би сакал да им се заблагодарам на волонтерите, зашто без нивна помош ние не би правиле квалитетно тоа што правиме. Активностите за Тетово трансформира се финансирани од Американската амбасада и Германскиот мировен корпус. 17-годишникот Гостивар бил повреден од струен удар, додека изведувал градежни работи на објект во тетовското село Челопек. Увидот покажал дека невниманието на момчето ја причинило несреќата. 17-годишно момче од Гостивар преживеало струен удар. Немилиот настан се случил вчера попладне, додека гостиварецот работел на објект во градба во тетовското село Челопек. Според информациите од СВР Тетово, 17-годишникот во Тетовската клиничка болница бил донесен со изгореници на двете раце, нозете и на градниот кош. Откако му била укажана лекарска помош, состојбата му се стабилизирала и е задржан на натамошно лекување. Момчето повредите ги здобило при изведување на градежни работи заедно со уште две други лица од Гостивар на објект во Челопек, собственост на 57-годишниот АБ. По извршениот увид било утврдено дека повредениот, префрлајќи ја жицата за врзување на арматурата, од невнимание допрел неизолиран проводник од блискиот далновод. Ова е последниот во низата случаи на несреќи при работа на подрачјето на Полог. Статистиката говори дека лани имало вкупно 26, од кои 20 во Гостивар, а 6 во Тетово, при што 2 лица го загубиле животот. Жртва на несреќа при работа имаше и годинава во гостиварската населба Питарница.
лица се убиени и едно е тешко повредено при вооружен напад во скопското село Грчец. Вчера околу 23 часот на влезот од селото врз нивното возило е пукано со огнено оружје. Повреденото лице е пренесено со тешки телесни повреди во градската болница на Омохридски во Скопје. Како што информира МВР, со огнено оружје е пукано во Мерцедес со скопски регистарски таблици, во кое биле 3 лица. Извршен е увид на местото на инцидентот од страна на екипа на МВР Скопје, а е известен и надлежен јавен обвинител. Подигнат е и доказен материјал од местото и даден на вештачење. Мигрант е пронајден мртов на железничките пруги на грчко-македонската граница. Причина за неговата смрт најверојатно е струен удар, а се претпоставува дека бил мароканец. Очевидци изјавиле дека неговото тело било на пругата на територијата на Грција, каде во последните 2 дена има интензивни судири со економските мигранти. Тие постојано се обидуваат да влезат во Македонија, заобиколувајќи металната ограда за да го продолжат својот пат кон земјите на Европската унија. Околу 1500 мигранти од Мароко, Иран и Пакистан се заглавени на грчката граница кај Идомени. Македонската полиција синоќ употреби солзавец против мигрантите кои фрлале со камења врз неа и кои барале да преминат на територијата на земјава. Ова е прв смртен случај на грчко-македонската граница. Инаку досега над 3000 мигранти го изгубиле животот во водите на Медитеранот во обид да пристапат до земјите на Европската унија. Грчката полиција се обидува да го исчисти пограничниот регион од сите економски мигранти кои чекаат да влезат на македонска територија. Неколку од мигрантите се полесно повредени во судирите со полицијата. На грчко-македонската граница последниве 2 дена се интензивираа судирите со економските мигранти кои секојдневно се обидуваат да ја заобиколат металната ограда и да влезат во Македонија, за да го продолжат патот кон Европската унија. Српскиот премиер Александар Вучиќ повика на координирани меѓународни напори за решавање на мигрантската криза. Тој предупреди дека ксенофобијата и стравот од екстремизам се зголемени по терористичките напади во Париз. Говорејќи на отварањето на министерската конференција на ОПСЕ во Белград, тој побара и да се најдат заеднички решенија и препораки за кризата. Вучиќ истакна дека стотици илјади мигранти и бегалци поминале низ Србија и другите земји од балканската рута. Американскиот државен секретар Џон Кери во Белград се сретна со српскиот премиер Александар Вучиќ. При тоа Кери го пофали Вучиќ за отварањето на преговорите со Косово и за неговите обиди, како што рече да го остави минатото на минатото. Британските сили само неколку часа откако парламентот донесе одлука за тоа започнаа воздушни напади врз милитантската група Исламска држава во Сирија. Авиони од типот Торнадо полетале од базата на Кипар при што нападнале цели на милитантите во Сирија. Британија веќе учествуваше во воздушните напади против Исламската држава во Ирак, а парламентот вчера донесе одлука и за приклучување на меѓународната воздушна кампања во Сирија која е предводена од Соединетите држави. Полицијата синоќа соопшти дека најмалку 14 луѓе биле убиени, додека 17 други биле ранети во оружен напад во Сан Бернардино, град во Јужна Калифорнија. Полицијата прецизираше дека најмалку 3 вооружени лица влегле во регионалниот центар за социјални работи при што отвориле оган. Тие потоа со автомобил го напуштиле местото на злосторството, пошто полицијата почнала да ги следи. Безбедносните сили во престрелката до која дошло подоцна успеале да убијат 2 осомничени, меѓу кои една жена. Според некои наводи, еден од напаѓачите бил уапсен. Рускиот председател Владимир Путин денеска изјави дека неговата земја нема да го заборави соборувањето на рускиот борбен авион. Според него Турција ќе зажали за настанот, но нагласи дека нема воено да се пресметува со земјата. Реакцијата на Русија, како што наведе, нема да запре само на трговските санкции. Во годинешното обраќање до нацијата Путин нагласи дека не може да го игнорира помагањето на терористите. Председателот на КОНКАКАФ зоната Алфредо Хавит од Хондурас и Хуан Анхел Напут, првиот човек на јужноамериканскиот фудбал, се уапсени во предворје на луксузниот хотел во Цирих. Ова е исходот од последната акција на швајцарската полиција. За сега нема официјална потврда за идентитетот на уапсените, но според Нью Йорк Таймс, Хавит и Напут се 2 високи функционери во ФИФА кои го дополнуваат списокот на притворени во рамки на корупцијскиот скандал кој го тресе светскиот фудбал во последниве неколку месеци. Од ФИФА со кратко соопштение потврдија дека се загрижени од акцијата на Министерството на САД, но дека ќе продолжат да соработуваат во истрагата.
Јужноафриканскиот атлетичар Оскар Писториус е прогласен за виновен за убиство на неговата девојка Рива Стенкамп, откако Врховниот суд ја преиначи првичната пресуда. Во еден од најголемите случаи во историјата на земјата, Писториус беше осуден на 5 години затвор за убиство од небрежност, но по жалбата едногласно е донесена нова одлука. Времето денес беше сончево, попладне во западните делови со мала до умерена облачност. Утринската температура се движеше од 1 до 5 степени, а дневната од 7 до 13 степени. Според управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде претежно сончево со појава на утринска магла по одделни котлини. Ќе дува слаб ветер од јужен правец. Утринската температура ќе се движи од 1 до 5 степени, а дневната од 6 до 11 степени. Временската прогноза беше и последната содржина од регионалните вести. Ви благодарам за вниманието и пријатна вечер.